Навистина не е добро да се коментира нешто што не го знаеме. Така, например, Но добро, официјално излезна кои се тие обвинителството информации, не ги кажа дека му е загрозен на безбедноста. Значи имало такви случаи многу, каде што се кажувало дека е загрозена безбедноста и сега, например, испаѓа дека во куќе притвор е побезбеден. Колку треба да го чуваат таму екипи за да е безбеден. Затоа мислам дека не може да се државата сама се доведува во прашање, сама да се санкционира, што би рекле, и да покажува немоќ, затоа што на едно лице не може да му обезбеди безбедност во притворско оделение. Тоа е невозможно. Јас ве уверувам дека е невозможно. Дека сигурно е побезбеден таму. Но одлуката е донесена, таа одлука е по предлог на обвинителство и јас се согласувам потполно со колегата дека ова не може да е случајно. Човекот беше во бегство, не имаме и други случаи кои биле во бегство, па знаеме дека завршува неколку месеци барем во притвор, се додека, што кажуваме, не почне истрагата, па не се увиде дека се исцрпат основите, ќе остане само бегство, па ќе се пушти со кауција. Овде кај имаме директно во куќен притвор и тука е револтот. И револтот е голем, секој дневен на сите. Значи, кој поминале посебно низ тие.